Дали сте за самостојна Македонија со право да стапи во еден сојуз на суверени држави на Југославија? Убедливо мнозинство од 95% од граѓаните кои излегоа на референдумот на 8 септември 1991 година позитивно одговорија на ова прашање. Пред вечерието на распадот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, значеше нова страница за македонската држава, која денеска одбележува 25 години независност. На гласањето според официјалните податоци од 1.495.626 гласачи излегле 1.132.981 граѓанин со право на глас или 71,8%, а од вкупниот број на граѓани кои гласале на референдумот, позитивно се изјасниле 1.079.308 граѓани, односно 95,09%. Резултатите сами по себе говорат за успешноста на референдумот. Во официјалниот извештај на Комисијата за спроведување на референдум се вели дека за начинот на кој беше спроведен не беа поднесени приговори или жалби поради неправилности или повреди на одредбите на Законот за републички референдум. Комисијата ја констатирала масовноста на граѓаните со право на глас во Македонија, кои се изјасниле за самостојна и суверена Македонија. По затварањето на избирачките места, граѓаните спонтано се собрале на плоштадот Македонија во центарот на Скопје. Македонското радио организирало свеченост насловена Глас за Македонија, со настап на стотина естрадни звезди. Идниот прв председател на Република Македонија Киро Глигоров се обратил кон македонскиот народ со историски говор. На референдумот му предходеше декларацијата за независност што првиот повеќепартиски македонски парламент ја усвои на 25 јануари 1991. Формално, волјата на народот за самостојна држава беше потврдена со декларација за прифаќање на референдумските резултати на 18 септември 1991 во Собранието на Република Македонија. Следен важен чекор во зацврстувањето на државата беше усвојувањето на новиот устав на 17 ноември 1991. Сенка врз настаните со кои се поставија темелите на самостојна Македонија, фрли бојкотот на референдумот од страна на дел од албанската етничка заедница и неподржувањето на новиот устав од пратениците албанци. 10 години подоцна уставот беше надополнет по конфликтот во 2001 и подпишувањето на рамковниот договор. Референдумот за македонската независност се случуваше во политичко и воено турбулентен период за сите југословенски републики. Врз основа на плебисцитот од декември 90-та година, на кој словенечкиот народ со уверливо мнозинство се определил за градење на суверена држава и декларација за независност, на 24 јуни следната година Словенија прогласила независност. Веднаш по тој чин дошло до оружени конфликти помеѓу ЈНА и словенечката територијална одбрана. Војниот судир завршил за 30 дена со Брионската декларација и повлекување на единиците на ЈНА од Словенија во Србија и во Босна и Херцеговина. Истиот ден заедно со Словенија, врз основа на одлука на Саборот, независност прогласила и Хрватска. На 6 мај избиле нереди, а потоа дошло и до престрелки во и околу поморската база Лора во Сплит. Сплитските настани биле почеток на зачестени инциденти и оружени пресметки помеѓу силите на Југословенската народна армија и Хрватската национална гарда, кои потоа добивале се повеќе на интензитет, а се прошириле и прераснале во отворен оружен конфликт. Тоа создало и хаотична состојба и во Босна и Херцеговина, со прогласувањето на Источна Херцеговина, областа Романија и Босанската крајина за српски автономни области, кои се ставиле под директна јурисдикција на сојузната власт, односно на раководството на Србија. Со цел мирно решавање на кризата на 27 август Европската заедница ја донела декларацијата за Југославија. Биле подпишани и два документа: спогодба за прекин на огнот, една од многуте безуспешни кои што ќе следат, и меморандум за проширување на посматрачките активности на Европската заедница во Југославија, со кои се операционализираше декларацијата. Подпис на декларацијата ставиле тогашниот председател на председателството на СФРЈ Стипе Месиќ, од име на Сојузниот извршен совет Анте Марковиќ, како и председателите на сите 6 републики. Од името на Европската заедница, декларацијата ја подпиша Ханс ван де Брук, председател на Министерскиот совет и шеф на дипломатијата на Холандија, која тогаш председаваше со заедницата. Со декларацијата се гарантираше неповредливост на надворешните и внатрешните граници, право на изјаснување на народите за сопствениот суверенитет, негирање на употребата на сила, како и политика на свршен чин,
а во спротивно се предвидуваа ригорозни санкции. Европската заедница како последен обид да ја спречи граѓанската војна која се надзирала од развојот на југословенската криза, на 7 септември во Хаг организира мировна конференција за Југославија. Согледувајќи ја состојбата во Југославија, првиот повеќепартиски македонски парламент ја усвоил декларацијата за независност на 25 јануари 1991, пошто следуваше одлуката за распишување на референдум на 8 септември. Роденденот Македонија го поминува во внатрешна политичка криза и предизборен период како и неколку годишно очекување на датум за старт на преговорите за членство во Европската Унија.